Zdravo, вие слушате Радио Канал 103, ова е 60-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на квалитетни и актуелни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една анимирана серија која што експедитивно си го загарантира своето место во културолошкиот зајдгајст на денешницата пред се, станувајќи подеднакво легендарна како и видеоиграта на која што се базира. Во еден футуристички свет забележуваме поделба на подземје и надземје, кај што финансиски нееднаквите живеат, но во обид да стекне независност подземјето и надземјето да ја задржи контролата врз него, се да познаваме со ликови кои се растргнати помеѓу себе, образувајќи тајни пакти и водејќи борби со помош на се уште недоволно откриените својства на магијата, кои може да бидат употребени за доброто на човештвото или некако да го заситат со моќ за стекнување превласт врз истото. Станува збор за серијата Arcane, која беше емитувана минатиот викенд на Netflix, која се базира на видеоиграта League of Legends. На почетокот на емисијата слушнавме две композиции на Snowy Dunes, ја слушнавме са струги, односно тоа е истоимената композиција како и самиот наслов на нивниот нов студиски албум, и ја слушнавме Let's Save Dreams. За овој бенд, тоа што треба да го знаете е дека доаѓаат од Стокхолм, од Шведска, си поигруваат со психоделичен призвук на тој стонер рок кој што го свират, односно една своевидна неопсиходелија која што силно се потпира на бендовите од 70-тите, односно протометал бендовите, 70-тите рок-н-рол бендови под силно влијание и на пустинскиот звук, така што овие скандинавци прават една интересна музичка спрега во која што можевме да уживаме од ово нивно издание. А во продолжение, традиционално слушаме една композиција од Rage Against the Machine, заради тоа што сте безобразни, тешко вие да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет ги слушаме Rage Against the Machine, да го преслушуваме нивниот прв студиски албум. Freedom е композицијата која што е дојдена наред, со надеж дека откако ќе го преслушаме нивниот опус, ќе излеземе од овој кошмар наречен COVID пандемонија. А доколку сте заинтересирани и сакате да дознаете кои се погодностите кои ги нуди магијата во едно општество, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Зlatko Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 60-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на квалитетни и актуелни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за Arcane, која е анимирана ТВ серија, која се базира на видеоиграта League of Legends, односно скратено ќе кажувам LOL, продуцирана од страна на Riot Games, работена од страна на париското аниматорско студио Fortiche, издадена за Netflix. Анимираниот оддел на Netflix секојаш го прифаќам со резерва, затоа што 2D анимациите умееле да бидат избрзани и недоработени, какво што беше случајот со Devilman и Castlevania во првите сезони, да се скратат на фреймови за да се дојде до целта што е можно побрзо, да се дојде до роковите кои што се зацртани по најкраток пат, не барем македонци работат во овие фирми, па затоа мотото на хиперпродукцијата е често и погубно за аниматорските сектори. Летото и есента ги објавија Trees, Record of Ragnarok, Resident Evil Infinite Darkness, Baki Hanma, Masters of the Universe Revelation, Q-Force, Chicago Party Aunt, Adventure Beast, Inside Job, Tear Along the Dotted Line. Значи ова се
сите серии кои што во изминатите 2-3 месеци беа анимирани серии, потенцирам, кои што беа објавени на Netflix, во најава се неколку адаптации на дополнително на видео игри, како што е случајот со Magic the Gathering, со Diablo и нови анимирани од The Witcher, така што со голем број на серии во најава и соработка со различни студија широм светот, Netflix успева да постигнати до 20 до 30 анимирани серии за возрастни и да ги објават во текот на годината, што е преобемно според мене, но не баш сите се по сечи вкус со оглед на тоа што нели анимираните серии само форматот е унифицитарен за нив, дури и тој некојаш е 2D-3D во зависност на потребата на што точно и како треба да се прикаже, меѓутоа сите се од различен жанр, така што некои се комични, некои се научно фантастични, други се хорор, трети се трилери, некои се coming of age, така што други аниме и најразлични подвидови, така што да, ако генерализираме, сите се вклопуваат во рамките на анимирани серии, меѓутоа секоја од нив е во различен жанр и поджанр разработена. Во контекст на бројот на епизоди се одржи оваа серија 9 епизоди кои се појавува на неколку недели растојание, затоа што се засебни целини. Имено првите 3 се појавија на 6 ноември, вторите на 13 и третите на 20 ноември, значи се појавува еднаш неделно, односно на по 3 епизоди неделно. Секоја траеше околу 40 минути, што значи дека за гледање во целост се потребни 5,5 часа, што дефинитивно не е многу време за одвојување на една серија. Јас сум навикнат да ги добивам во целост сите епизоди од Netflix, таа е практиката која што има, па овој неделен пакет и не ми беше задоволувачки за мене лично, па ја почнав да ја гледам дента пред да излезе последното трио на епизоди и на тој начин да ја задржам мојата практика на дводневното гледање, со тоа што ја гледав со паузи помеѓу поглавјата, нели како што е наменето за да легне погледнатото, односно да има некаква се издишка помеѓу. Ви напоменав дека се базира на видеоиграта League of Legends, а LoL е PvP онлайн боречка арена со која брои 140 на ликови, која од 2009 знам дека достапна беше во нашите интернет клубови, кај што кога сум модел да сурфам, секогаш имало дечки кои растеле со овој тип на игри, кои што играле покрај неа Conquer, WoW, Dota, така што сум се изнагледал на нивни партии повремено, но никогаш не сум имал желба да ја играм, не сум голем љубител на фентези и не ме привлекувало да кастам мулти или да правам тимски стратегии, иако сите мои пријатели ја играат и во текот на изминатата деценија сум се изнаслушал од нивните ноќни походи кои што ги имали партии, така што ликовите ми стана звучни поимливи од нив. Па кога излезе Аркейн, не ги третирав како божества како нив, туку придов како неиграч, барајќи ги филмските квалитети кои според мене мора да ги поседува една серија за да биде рангирано на врвни места. Ниту сум бркал ајтеми, ниту сум купувал скинови, ниту сум уништувал туѓи Nexus и само сум бил љубопитен како би изгледал овој свет и како би се трансферирал од еден медиум во друг. А во серијата станува збор за поделбата на универзумот на надземна утопија, именувано како Pill Tower, наспроти опозитното подземје, именувано како Заун, односно една класична поделба на имотни и сиромашни, меѓутоа и едните и другите се гладни за моќ, која што пред се произлегува од магијата, која и не баш дека може да се контролира иницијално на почетокот, додека научниците не изнајдат начин како да ја впрегнат под контрола. Од една страна ги имаме сестрите од подземјето кои што се обиделе да преживеат по смртта на нивните родители, наспроти научниците од надземјето кои што се обидуваат да најдат начин во светот на науката како да експериментираат со магијата и да ја стават под контрола, за да може човештвото пред се да ги искористи нејзините недопрени потенцијали, но не баш сите сакаат да ја користат за добро, затоа што ако падне во погрешни раце, тоа ќе значи дека на светот ќе му се закани
Апокалипса во најмала рака, како што ќе посведочиме на тоа во самиот епилог. Всушност серијата е предложка за завојуваните светови кои се евидентни во видеоиграта, кај што магијата ќе ги видоизмени со различни способности самите ликови, кои ќе се најдат затекнати во една прастара борба на доброто против злото. Не дека сите ликови во подземјето се зли и не дека властодржците од Советот се цвеќе за мирисање, меѓутоа судирот е неизбежен помеѓу овие две фракции. Серијата разработува семејни проблематики на сестрите кои што се преживувачки без нивните родители и субститут за родители кои што се наоѓаат околу нив. Имаме потоа зависници од моќ и од магиски субстанци, односно подмолни спогодби се случуваат во Советот при судирот на различните погледи на светот и на иднината, наспроти алчноста и користолюбието на младите и вредностите на старите кои не би си играле туку така со магијата, и серијата допира и до концепциите на шизофренијата и, како што напоменав, потребата од родителување. Арканата е поделена на три чина, односно три периодизации. Welcome to the Playground, Some Mysteries are Better Left Unsolved и The Base Violence Necessary for Change се дел од првата аркана. Happy Progress Day, Everybody Wants to Be My Enemy и When These Walls Come Tumbling Down се составен дел од втората, и The Boy Savior, Oil and Water и The Monster You Created се составен дел од третата аркана, односно три временски периодизации во кои што се опфаќа не само хиерархијата, туку и хронотопот на чинодействието на кое што ние посведочуваме. Уште еднаш да потенцирам дека јас не сум ги играл овие ликови и правилата на еден медиум апсолутно нема никаква врска со друг, туку кога се адаптираат мораат да подлегнат на нужна трансформација за да соодветствуваат не само на нивните арки, туку и да образуваат течение на действието, па затоа мене ми беше многу поважно дали овој богат свет со картонски ликови функционира како целина, реализирана низ призмата на филмскиот јазик, што на моје големо задоволство беше отелотворено во самата творба, која е сега постамент за тоа како треба да се работат анимирани 3D серии. Со оглед на тоа што ова ви го кажува човек кој од дното на неговата душа мрази 3D, затоа што 3D артистите се мрзеливи, сакаат најбрзо што можеат дојдат до резултатите и да се фокусираат на предодредени движења, меѓутоа екипата се обидела да ја искористи перспективата и да ја третира серијата како да е снимена со објектив на камера и на таков начин да се кадрира со самиот мокап на ликовите и поставувајќи ги во просторот, што ми приреди најголемо задоволство на гледањето на овој, условно ќе го наречам, 5-часовен филм. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение ќе слушаме една композиција, една новредна, која трае 20 на минути, со оглед на тоа што постојано ги избегнувам долгочасовните композиции на бендовите кои знаат да се отворат во нив. Денес ќе направиме една фина отстапка со тоа што ги слушаме Endless Boogie. Односно, станува збор за американскиот рок-н-рол бенд од Бруклин, од Нью Йорк, оформен кон крајот на 90-тите, кој нели го носи истиот назив на бендот како и култниот албум на Џон Ли Хукер. Станува збор за бенд кој што исто така си поигрува со психоделичните рок-н-рол премиси, односно аспекти, со тоа што ги комбинира и со јужначкиот рок-н-рол, со блузот пред се и со краудрок. Значи прави една симбиоза која е американско-европска, ајде така да ја наречам, меѓутоа имаат го огромен број на влијание и баш во таа симбиоза на стилови се образува нивниот препознатлив звучен печат во нивните, условно кажано, джемирање, односно слободни импровизации и вклопување на членовите. Од нивниот албум Admonitions, односно ако не се лажам, тоа е 6-тото нивно
студиско остварување покрај постоечките джем сесии кои што ги имаат објавено, ја слушаме композицијата The Offender. Така што денес ќе не забавуваат со нивниот джем Endless Boogie. Потоа се враќам во етер да ви говорам за ликовите и за улогите кои што ги позајмуваат пред се актерите и актерките со нивните гласови. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 60-тото издание на емисијата TV103, односно специализирана радио емисија посветена на квалитетни и актуелни ТВ серии, а денес ви говорам за Arcane. Во овој сегмент ќе продискутирам за ликовите во оваа серија, која е предводена од гласот на Хейли Стајнфелд, која што е глуми Vi, односно Violet, која е постарата сестра на Jinx, која што преживува заедно со неа во Заун, која што е во судир, во константен судир со Jinx и ќе се раздвојат во втората и третата аркана со тоа што ќе и биде замерено за неспретноста и самоволието конкретно на Jinx од страна на Vi, која, Jinx не размислува за последиците на незините одлуки и со тоа ги загрозува животите на сите наоколу, а Vi завршува за решетки, но откако Кейтлин ќе ја ослободи, за да се инфилтрира под земјето и да спознае како точно функционира истото, ќе се развие една своевидна психохомоеротска поврзаност помеѓу нив, а за Vi може да потенцираме дека е борбен лик, која се тепа со челични боксови кога ќе се искористи магијата во нив. Ела Пурнел е актерката која што позајмува гласот за Powder, односно за Jinx. Мија Синклер Дженес е младата итерација на Powder, односно тоа е помалата сестра на Vi, која што постојано прави бомби од малите играчки, таа е пргава и најчесто ги доведува во опасност сите околу неа со незините експлозии, Friendly Fire, па по кавгата со Vi ќе подлегне под закрила на раководителот на Заун, искористувајќи ја за злобните властодржни намери кои што ги има под изговор дека се однесува како нејзин татко. Таа постојано се бори со собствените демони кои се манифестираат како шизофрени гласови. Кевин Алехандро го глуми Джей Сталис, односно научникот кој се обидува да ја впрегне магијата под контрола за да се искористи за добронамерни и добродетелни цели. Живее во Пил Тауер во надземјето, напредувајќи во неговите експерименти, тој добива и место во советот на градот. Виктор и Кейтлин му се многу драги ликови од неговото обкружување, но е напреден научник кој е во постојан судир со старовремските ставови на Хајмерцингер. Се тепа со джиновски чекан, како што може да забележиме во една физичка пресметка. Кейти Леонг ја глуми Кейтлин Киранман, односно и младата итерација на Кейтлин ја глуми Моли Харис. Таа е припадничка на богата фамилија во Пилтауер, која станува енфорсер, односно извршна власт на надземјето, ја ослободува Vi од затвор и се обидува да се инфилтрира во подземјето за да открие како всушност го раководат и е еден опасен стрелец, колку што можеме да забележиме. Несината способност е токму тоа, прецизноста која што неколку пати е потенцирана. Исто како и Jinx, нели, во раните итерации, додека полоцно тоа не си создаде повеќе непријатели отколку пријатели. Хери Лојд го глуми Виктор, помошникот на Джейс, кој од мал има физичка парализа, се обидува да ја унапреди односно да го унапреди истражувањето на магијата за да може да најде начин да го зајакне неговото тело, кое го знаат играчите на LoL баш во модифицираната верзија, кој со Джейс работи заедно на Hextech, односно на научното истражување на магијата. Джейсон Списак го глуми Силко, негативецот во серијата, кој сака да ја присвои силата на магијата за да владее со Заун и условно кажано ја посвојува Jinx како негова ќерка, како таа ќе биде разочарана од незината сестра Vi. Токс
Ола Гундоја, односно ја глуми Мел Медарда, таа е една од припадничките на Советот, богаташка која што е несогласна со незината арогантна мајка, која му има фрлено око на Джейс со надеж да го контролира, за да има пред се профит од неговиот потенцијал, заради тоа што има напредни идеи за начинот на кој што би ја искористил тој магијата за добро и таа сака да биде во негова близина и по нејзина иницијатива се зема тој место во политичката средина, односно во самиот Совет. J.B. Бланк го глуми Вандор, односно Болбок, поточно кажано Борвикот Заун, кој би прераснал понатаму, кој што го запознаваме како остарен собственик на кафана во Заун, кај што се грижи за сестрите на почетокот во тајност, делува како нивен старател, додека не мутира и самиот на една пресметка на мостот. Уште да не ги заборавиме Еко, кој што го глуми Рич Шенон, односно младата итерација е глумена Мајлс Браун. Го запознаваме во работилницата на Бензо како поправа часовник кој може како едно наговестување за тоа што Еко во идната негова итерација би можел, например, да манипулира со времето, со оглед на познавањата кои што ги има во негово поправање. И како родители на Кейтлин, односно господин и господја Кираман, да ги напоменеме Реми Хај и Абигел Марлоу, кои што ги глумат таткото и мајката на Кейтлин во Пил Тауер. И секако да не го забораваме уште додека сме во надземјето, Хаймердингер, односно Мик Вингерт, станал збор за 300 годишен научник, кој што има застарени гледишта во контекст на магијата, кој се плаши дека таа не може да се контролира во судир со младите научници, нели, кој ќе биде избркан од страна на Советот и ќе се огледа дека има надеж и во Заун за тие што научиле да живеат во подземјето. Така што тој, иако слава страна му е Джейс, сепак е во постојан конфликт со оглед на тоа што неговата методологија за пристап на науката визави магијата е прилично застарена за тоа доба. Од League of Legends, односно LoL, накратко се начнуваат и хемичарот Сайнт, потоа носителот на магијата, односно семоќниот Райс, и двоецот на Лембен Волф, односно познати како Киндред, ги забележуваме во бордел и има еден приказ на тема во книгата каде што се најавува при едно неизино прелистување, како и самата најава, нели, на раката на Ворвикова се ликови кои што се застапени во самата видеоигра и се начнати во некаква си своевидна форма со оглед на тоа што треба да се појават во подоцнежните сезони на Аркейн, заради тоа што секој од тие ликови кои што и гледаме во оваа предложка ќе ја употреби магијата за да ги засили своите способности. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имено во продолжение слушаме три композиции на Black Hills, односно ќе слушаме No Stone Has Left Unturned, Pilgrims и него Хендрикс ќе ја слушнеме. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Натал, односно од Бразил. Една комбинација помеѓу еден своевиден прогресивен, ајде да го речеме, рок-н-рол со силно влијание на, нели, на хард рок и на прото-метал, една комбинаторика помеѓу прогресивните елементи и стонер елементите во едно, кој што го издадоа изминатите месеци нивниот албум Planet B, од каде што ќе ги слушнеме овие три композиции и потоа се враќаме да ви говорам за одредени специфики кои што и поседува ТВ серијата Аркейн. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 60-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Аркейн, а за самиот крај на емисијата сакам да продискутирам за одредени специфики кои што, односно карактеристики кои што и поседува оваа серија со одлична најава, најчесто во рамките на оваа емисија потенцирам дека играните серии
во изминатиот период кој што сум ги анализирам и имаат недостаток на најава, односно не употребуваат најава, тоа е пропуштена шанса според мене. Оваа серија најдобро потенцира што значи да се искористат тие неколку минути кои што се на располагање за да се направи една прекрасна анимација со бисти од ликовите за кои што ќе се говори во самата серија, така што е прекрасно искористен просторот на еден краток филм како ставен како вовета, како најава. Режисери на Трите аркани се Паскал Шару, Арно Делор и Жером Комбе. Музиката ја работи Алекс Сивер и Александър Темпл, дури скор на златната ера на Холивуд може да се забележи во контекст на филмските аспекти кои се доловуваат во поглед на музиката, сценографијата може да воочиме со поделбата на световите на поделеноста на сиромашни наспроти богатите, односно на Пилтавор против Заун, така што локациите се врзуваат и со имотноста на ликовите. Најсилните аспекти доаѓаат од кадрирањето, кое што еднаш потенцирам со начинот на кој што се одбира камера, да се употреби фокусот на гледачот налик да гледа серија која е снимена со камера. Тоа ја издвојува за разлика од другите анимирани серии и при процесот на кадрирање е всушност изборот на аглите и движењата кои што би ги имала еден објектив доколку би се снимала како со помош на граматиката на филмскиот јазик, така што тоа е според мене најсилниот аспект на оваа серија, која што максимално се искористени подобностите за да се вплеткаат всушност со помош на монтажата на различните животи кои се одвиваат на подземјето и над земјето. Различноста на сталежите се евидентира и во костимографијата и шминката која што нели ја поседуваат. Костимографијата во контекст се однесува тоа на облеката која што ја имаат нели богатите наспроти парталавоста која што ја имаат тие во подземјето. Надприродното си доаѓа само по себе со употребата на магијата, така што тука сите елементи на психофизичките надминување на природните способности на ликовите се ставени во преден план. Сепак серијата има R рейтинг, така што еротиката за жал е лимитирана и хуморот се става во контекст на например најчесто го има по лабавите ликови, односно ликовите кои што како што е раководителот со подземниот бар, например, тој знае да испука по некоја комична фраза. Флешбек е употребен кај ликовите кои се прикажани во нивните детства, односно во нивното детство, потоа тепачките се прикажани и во slow motion и во забрзана верзија. Минатото се овековечува и во самите соништа, а халуцинациите Джинкс најдобро знае да ги отелотвори со шизофрената позиција во која што се наоѓа. Жанровски ова иако е свет кој што допира до научната фантастика, пред се можам да го категоризирам како фентези акциона авантура. Јазикот кој што се употребува е англиски со најразлични дијалекти. Во контекст на самите недостатоци на серијата морам да потенцирам дека силно се потпира на архетипите на веќе изготвени фентези серии, односно на таа рудиментарна поделба на добрите против лошите со неколку позитивни аспирации помеѓу нив и итерации, меѓутоа сепак тоа е генеричноста која што ја поседува во контекст на поделбата на световите и на тоа црно-бела визура која се има во контекст на кои се добрите и кои се лошите, односно на крутата поделеност која што само ги уназадува димензиите во кои што може да се разработат тие ликови. Во поглед на континуитетот на епизодите, убава е поделбата на три чина, најпрво и непреставен светот и ликовите, потоа откривањето на магијата и незината употреба 40 минути за десетина ликови со доволно действие на сите страни да го држат секој гледач вклучен во самата серија. Во поглед на
градењето на ликовите, супер е што 10 ликови од League of Legends се диспрезирани, а не сите 140 да би биле на сила, иако некои се само нафрлени колку за љубителите на видеоиграта да може да си ги да си се поистоветат со нив или да си ги спомнат, а тоа не значи дека имаат се извинувам. Тоа не значи дека имаат некаков значителен удел во развојот на действието, поглед на адаптацијата, прикажани се од играта со своите способности кои ги имаат ликовите кога ќе преземат магијата во нивни раце, но некои ликови не играчите нема да им има некакво си поголемо значење со оглед на тоа што не се запознаени со нив, иако има неколку кои специјално се измислени за оваа серија. Како слични серии на Arkane можам да ги наведам и Castlevania, и One Punch Man, и Love, Death and Robots, за кој што сум ми говорил во оваа серија, односно во оваа емисија, The Future Diary, Dead Parade, Dead Man Wonderland, Fate Zero, Batum и Fighting Spirit, потоа Magical Girl, Racing Project, Hunter x Hunter, Unitizen, Sword Art Online и анимираните филмови за Dota и Warcraft воопшто. Во поглед на атмосферата, нели ја забележавме впечатливоста на светот пред апокалипса кој се начнува. Гледливоста секако дека е загарантирана и постигната е убедливоста со приказот на овај поделен свет. Во поглед на епилогот, гранатиране се извинувам и гарантирано е продолжението, меѓутоа гранатиране всушност советот, еден клифхенгер кој ќе предизвика војна и надоаѓачката апокалипса, а од мене серијата има 9 од 10, заради тоа што сметам дека нема подобро снимена 3D анимирана серија, барем јас колку што сум имал можност да погледнам, да би имало би ја гледал и неа. И затоа останатите 3D серии кои што се појавуваат во непосредно пред излегувањето на Arkane, како Blade Runner, Black Lotus и бројни други серии со резерва им приоѓам, со оглед на тоа што квалитетите кои на визуелен план ги има Arkane ме плаши дека ќе бидат еден постамент кој што долго време нема да биде совладан или па надминат. Веќе е одобрено продолжение, има ликови кои што не се обработени и сите треба да добијат магиски инкантации кои што ќе ги направат да се вооружат со помош на магијата и да злоупотребат силата која што ќе им ја даде за нивна меѓусебна пресметка. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се употребени во рамките на серијата. Вие го слушавте 60-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на првата сезона на Arkane. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледате ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.